Почитувани припадници на армија на Република Македонија, почитувани граѓани. Го поддржуваме независниот синдикат на армијата на Република Македонија и во целост ги разбираме незадоволството во редовите на армијата на Република Македонија од актуелните политики на власта предводена од Никола Груевски и неговите репрезенти. На многу неодговорен и несериозен начин власта повторно се обиде да манипулира со професионалците во државата. Вети изградба на станови во рамки на проектот АРМ Мојот вистински дом. За жал, повторно излезе на површина популизмот на власта. Власта во овој случај подели станови, тоест бројчиња за станови кои што постојат единствено на хартија и ги врачи на апликантите во редовите на армија на Република Македонија. Почитувам господине Јолевски, војникот во АРМ не е бројче, како што вие овој пат го покажавте во јавноста. Војникот на АРМ има чест и достоинство. Почитувани војници, токму вие кои што во Крива Паланка ви има над 280 на број. Од овде јавно и одговорно ви потврдувам дека ова многу брзо ќе се смени. Власта по 11 декември, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, ќе ги промени политиките и односот кон армијата на Република Македонија. Ќе понудиме концепт со изградба на стамбени згради во државна собственост, во кои што повторно, како во минатото, армиските припадници ќе можат истите да ги користат, а подоцна и да добијат можност истите да ги откупат со пресметана и вкалкулирана амортизација на истите. Воедно, една од можностите заедно со вас, која што ќе се обидеме да имплементираме, е армискиот модел на сместување на армискиот персонал во монтажни бараки во склоп на армиските касарни, но секако по претходно ваша добиена согласност. Остануваат отворени како можност и сите останати проекти кои што се практикуваат во редовите на современите армии во светот и современите армии кои што се наши НАТО партнери. Почитувани граѓани, ни 5% од вкупниот армиски персонал во моментот нема да може да ги користи становите за кои што Груевски и Јолевски во иднина планираат да направат камен темелник. Токму затоа, бидејќи секој армиски припадник е финансиски заглавен како и секој граѓанин во Република Македонија. Сите се заглавени во кредити и истите нема да ги исполнат барањата на комерцијалните банки за добивање на долгорочни кредити и откуп на ваквите станови кои што Груевски и Јолевски повторно ќе ги градат пред камерите и ќе шират популизам. Знаеме за проблемот што армиските припадници го имаат и со превозот, со ниските дневници кои што во континуитет доцнат и со сите останати проблеми од технички карактер како недостаток на униформи и друг тип на основна опрема, а за техничката опременост на АРМ и да не говорим. Почитувани граѓани, сето ова по 11 декември ќе запре. Ќе дојде одговорна власт која што ќе се грижи за одбраната и безбедноста на државата. Ви благодарам.